Најмалку третина од граѓаните оваа зима ќе мрзнат. Немаат обезбедено ниту доволно дрва, ниту имаат пари да си ги плаќаат сметките за струја. За цяло куќите немаме средства толку. Мора само да топлиме нам дека седеме. Што да правиме? Па скапо е, кој не е скапо? Што има ефтино? Нема ништо ефтино сега. Само просторијата дека седам јас загревам толку, ти кажам и скапо ми. Испод 3.500, 4, не сум сама. Може да израчунаш колку ја перам, колку се туширам и колку се работам. Јас сум чисто сама, али струја многу. Јас се да струја греам и скапо ми е. Најскрено кажувам дека ми е скапо. На струја се греам ја, колку е толку е. Ќе се загрева ли целата куќа или само? Не, само една соба греам. Утсам ја сам и само една соба. На термопечка и немам гаља. Колку е толку е, сега што да правим? Просечно семејство за грејење има потреба од најмалку 5 кубни метри дрва, што со останатите трошоци е над 20.000 денари. Оние пак, што се греат на струја, мора да планираат на сигурни 6.000 денари трошок по секој основ. Ако се земаат предвид останатите трошоци и платите, а особено пензиите, грејењето е голем проблем. Енергетската сиромаштија во Северна Македонија е комплексен проблем кој се јавува како резултат на ниските приходи, но и ниската енергетска ефикасност на становите, високите цени на енергенсите и недостаток на систематска поддршка за справување со овој предизвик. Овој феномен не е ист со имот на обична сиромаштија, односно засега многу поголем број на граѓани од оние со ниски приходи. Вели доктор Ана Стојилковска, која изработи докторат на оваа тема. Таа објаснува дека енергетската сиромаштија не е само неможност да се платат сметките за енергија, туку треба да се смета за дел од потребата да се гарантира задоволување на сите основни потреби во домот, за грејење, ладење, превоз, комуникации и слично. Мерките во Северна Македонија за намалување на енергетската сиромаштија, како што е програмата за енергетски ранливи потрошувачи и програмата за поттикнување на енергетска ефикасност и обновливи извори кај домакинствата, не се ефикасни во намалување на проблемот, бидејќи не ги покриваат потребите на лицата во енергетска сиромаштија. Констатира Стоиловска. Од друга страна, проблем со грејењето немаат само 25% од грејењето, стои во анализата на Евростат.